Во СДСМ севернокорејски модел, Венко Филипче се става во улога на Ким Џонг Ун. Секоја критика за партискиот лидер значи црвен картон и исклучување од партијата. Ваквите потези сигурно ќе предизвикаат големо незадоволство кај членството и симпатизерите, сметаат дел од видните партиски членови. Поранешниот директор на Македонија Пати кандидат за градоначалник на Ѓорче Петров од СДСМ на последните локални избори, Костадин Ацевски за Алфа вели дека ваквите потези на партиските органи може кај било кој член да предизвика чувство дека секоја критичка мисла изнесена во јавност ќе биде дочекана на нож. Пораката што се испреќа е многу погрешна, ако од една страна велиме дека местото на дебатата и на изнесување на забелешките е внатре во партијата, од друга страна секоја забелешка без разлика, мислам нема што да криеме дали е тоа кажано јавно или внатре партиски, ако секоја забелешка е предизвикува, иницира одма реакции и тоа со вакви тешки санкции, мислам дека е непримерно. СДСМ до сега јас не знам еднаш или два пати дали исклучила некој член во исклучителни ситуации. Покрај Петре Шилегов, Филипче и неговите најблиски соработници претходно иницира исклучување од партијата и на Јован Деспотовски поради критики за работата на партиското раководство. Ацевски вели дека во моменти кога се вели дека потребен е широк опозицијски фронт да се исклучуваат членови, испраќа лоша порака во јавноста. Ваквите потези не се во добра насока и не идоликуваат на една партија како што е СДСМ. Во моментов на СДСМ му треба едно обединување и тоа обединување околу концепт, околу платформа за опозицијско делување, не обединување околу личности и нормално главната одговорност за тоа обединување е кај претседателот на партијата кој треба да покаже лидерство во овој момент и да изгради доверба во органите на партијата, па и во него како претседател. За најновите случувања во СДСМ на социјалните мрежи реагираше и Јани Макрадули. Вели дека сега најмалку се потребни поделби, туку треба да се оди по секој глас повеќе. Бидејќи грижата за СДСМ не е молк, најмалку е калкулација или пак чекање на разврска за некакви места на листи. Вистинската грижа зборува со емоција од срцето, но водена и следена од разумна политика. Покрај Шилегов и Деспотовски кој добија шут карта, СДСМ во лични пресметки влезе и со уште неколку поранешни високи функционери, а последниот период секојдневно влегуваат и во пресметки и со медиуми и новинари.